советници, поштувани останати присутни на седмицата, ја свикаме ова vanredна седница на Советот, која што се одржува денеска на 9 мај, со почеток од 14 часот и 15 минути. Истата беше најавена за 16 часот, се извинувам. Како единствена точка на дневниот ред на оваа vanredна седница, предлагам точка поврзана со актуелната безбедносна состојба на територија на нашата општина. Ја го молам Советот да се произнесе по однос на одржување на vanредната седница на Советот. Бидејќи апаратите за електронско гласање не се во функција, ќе ја молам со кревање на рака кој е за. Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно од 26 присутни советници е усвоено согласно член 40 од Деловникот за работа став 4 на Советот. Штувани колеги, советници, поштувани присутни на седмицата, согласно нашите скромни информации во однос на нарушената безбедносна состојба во нашата општина, јас како председател на Совет, а во консултација со градоначалникот на општина Куманово, ја свикав и организирав оваа седница, која што се одржува денеска, се со единствена цел, бидејќи ние сме непосредно избрани од страна на граѓаните и токму во вакви моменти да мора отворено да разговараме на вакви теми, се со единствена цел да се создадат поубави услови во делот на онаа што значи соодветно функционирање на нашиот град и надвинување на сите настанати кризи кои што се случуваат на територија на нашата општина. За жал морам да констатирам дека денеска некаде во раните утрински часови по 4 часот и 30 минути се слушна истрели од огнестрелно оружје во поедини делови на градот, каде што живее населениот мешан етнички состав, и во текот на денот истите истрели се претворија во еден вид на конфликт, воен конфликт, кој што, како што и самите гледаме, во континуитет се шири во одредени региони на градот. Информациите кои што ги добиваме исклучиво од страна на медиумите, барем до мене како председател на Совет, никој од надлежните државни органи до овој момент се нема обратено со ниту една информација, освен пресконференцијата која што е слушнена од страна на портпаролот на Министерството за внатрешни работи во делот на информирање на граѓанството што всушност се случува на територија на општина Куманово. На овој состанок денеска, покрај советниците, градоначалникот, дел од надлежните општински служби се поканети. И сите пратеници, членови на парламентот на Собрание на Република Македонија, од територија на општина Куманово и сите носители на јавни функции, како и представници на Министерството за внатрешни работи. Јас не знам дали имаме присутен во моментот представник од Министерство за внатрешни работи на седмицата на Советот, доколку имаме присутен, би му дал збор да ни информира во однос на она што значи состојбата во општина Куманово. Ви информираат надлежните служби дека немаме присутен представник, може би ги се вклучи во самиот тек на седмицата, но во контекст на ова би му дал збор на градоначалникот исто така да се обрати. Поверете градоначалникот. Поштувани пратеници на Републичко собрание, директори на јавни установи, јавни предпријатија, представници на медиуми, денеска овој ден е еден од потешките денови во историјата, новата историја на Куманово, значи од раните часови имаме воени действија, односно интервенција на Министерството на външни работи на потекот местна заедница Тодемето со вооружени групи, од непознато потекло не се на нас уште никаква информација немаме која е таа група, какви се целите, како е организација, знаеме само да се вршат дејства, интервенции на теренот на позиција местна заедница Тодемето, во некои индивидуални куќи со вооружени структури кои се
таму лоцирани. Имаме информации дека тоа се случува на неколку дена, дека има група вооружена која има некакви цели, до сега со никакво сообщение и комунике не е излезено да се знае какви се стратегиите, кои се целите, кои се причините за оваа група. Меѓутоа, од 4 час 4:30 до овој момент уште трајат тие действија, што мое сознание дека во последните неколку часи действија се појашани. Еве се враќам сега од Скопје, гледам дека во моментот бројат 4 до 5 објекта. Сега тоа е воена групација, не можам тачно да лоцирам, меѓутоа тоа е негде во појасот на џамијата на улица Тодемендол и тука имаме многу големо присуство на приpadниците на МВР. Некои, бидејќи јас обидно се ради во 7:30 да одидам нагоре, од безбедности причини беа зауставени од представници на МВР и ми дава силно опасно дека не би треба се појавам таму и не можам да дојдам у директна некоја врска со луѓе да ми дадат неки информации, инсайдерските информации кои добијам индиректно преку луѓе, се зборува за жестоки действија, дека има и жртви, индиректно сознаваме, немаме званични информации, дека има поголем број на жртви има од приpadници на МВР, се предпоставува. Исто така, не можам да кажем дека има жртви од цивилното население, а за жртвите и заробените од вооружените сили, вооружената групација немаме никакви податци. Се спекулира дека командантот е убиен, не е убиен, меѓутоа тоа се инсайдерски информации, чекаме званично сообщение на представниците на Министерството на вътрешни работи и на некој начин да знаеме како да обим на овие действија, кои се целите на групацијата, која е таа детектирана вооружена група, од каде е промовирана и кои се намерите, се тоа може би не да го знаеме денеска, може да го знаеме за некој дена, меѓутоа овие се процеси кои ќе остават голема трага и мислам дека ретроградно во некој момент ќе се знае која е целта и која промовира оваа цела дестабилизација на Македонија, односно новој дел на Македонија. Куманово е специфичен град кој има мултиетнички состав, кој има една традиција, бидејќи имаме вредности кои беше гордост на овој град. 25 години овој град ги негуваше вредностите на различности, толерација, соживот, различности културолошки кои беа традиционално во една толерантна однос, меѓутоа еве денес се случува една ваква состојба, а јас неколку пати, ова ми е некој пето или шесто излагање, кажам и апелирам до граѓаните да се чуваат присебноста, да се чуваат емоциите, да превладува разумот, да не се групираме во еднички постои, да се стварат некои негативна, да се ствара негативна енергија и да се уште повеќе продолжува кризата на етничка основа. Целта на ова седница на Советот е да се направи една дебата, дискусија, да се излучат заклучоци, да се земе задолжение и одговорност на определени органи и структури на локалната самоуправа, се со цел да на крај имаме добра завршница, се надевам добра завршница, ако ова работа застане на ова ниво, може би ќе нема некои последици. Меѓутоа, ако се продолжи со овие активности и действија, со поголем број на жртви, сигурно ќе се и поголеми траги и може би долг период на рехабилитација на овој град. Затоа, промтно брзо реагираме, локалната самоуправа презеде група на мерки кои во моментот се во можност, бидејќи ние не сме ни компетентни, имаме надежност да организираме било кои други одбранени действија, направиме одма сликаме составот на службите, значи сите началници на служби, јавните предпријатија, јавните установи кои се во непосредна одговорност за одржување
на основните функции на градот, пред се водоснабдување, комуналната хигиена, сообраќајниците и се оно што е потребно за градот. Службите се во постојано дежурство, така да се надевам дека ќе видиме на услуга успостави контакт само да водење околу 7:30 со началот, тогаш не може да успоставам после контакт. Кажем за моите сознанија и понудив помош како локална самоуправа на Министерството во делот каде може да помогнеме. Потоа се два пати го барав за однос за обезбедување на филтер станицата, бидејќи тоа е набителна точка за функционирање на градот, и да ние го сознам дека во близината на касарната таму има засилувано обезбедување од војска во близина на таа станица, така да дава некаква гаранција на водот дека нема да дојде до каварија. Ние од овој состанок извлечеме и заклучок да упатиме писмо до МВР да засили обезбедување, бидејќи тоа е една многу важна витална точка која може да направи каварија со несогледливи последици. Од таа позиција у заклучокот стои и таа точка, писмо до МВР за посебно обезбедување на изворите на вода, а пред се исто така и на дозволот на водење, тука го гледам и директорот на водостопанство Хуманско рибарство, кој се задолжен за дозвол на вода, така да на некој начин со сигурно делување ќе обезбедиме основни услови. Во овој момент имаме причина да видиме загрижени дека голем процент на населението во местната заедница Торимен дом не е можност да физички напушти своите домови, живеат во услови во кои нема струја, вода предпоставувам дека не е затигната, меѓутоа храна нема, затоа храна се бара помош. Имам некои најави од некои граѓани, некои новинари кои се у контакт за да се информираат Црвениот крст и да се додури некакви намирници, меѓутоа јас преку се реагирав за ова иницијатива и да констатација дека во овој момент кога се вршат овие действија во Испени не е во можност било каква интервенција од Црвениот крст и мислам дека тоа на некој начин може по некои основи и да се организира на некој начин преко невладини организации да дотуриме определени артикли, тоа е вода, хигиенски средства и евентуално некои конзерви на храна, бидејќи во моментот најголем проблем е што луѓето се изолирани и не можат да стапат у контакт со нормална набавка на овие артикли. Тоа е еден од исто така актуелните проблеми. Ево овие сати постојано на таа релација комуницираме, што се однесува до евентуално сместување на луѓето, пошто имаше појава во еден временски период на пладне да определен број на луѓе ги напуштат своите домови, особено помладите луѓе, тоа се жени, деца, помлади деца и кажете тоа е нешен состав по разни основи, разни правци се движат, меѓутоа некои ќе имат потреба и од спесувачки капацитети, гледам дека заклучоците во таа насока на општината биле спремна, меѓутоа ние имаме ограничени можности, капацитети. Искуствено знаеме дека во минатото преди време кажаме кои спесуваме некој број на загрозени семејства, меѓутоа тој број е лимитиран, така да ако оваа операција била действија подолго имаме поголем број населени лица ќе се соочиме со проблем на спесувачки капацитети, тогаш ќе се обратиме до владата и до органите на централно ниво за справување со кризи, за да може да отвориме можност за било каква интервенција во таа насока кога имаме събрание на популацията. Значи, отприлike, тоа е некратко брифирање од моја страна, со напомена дека поново апелирам да се воздржат сите политички странки, сите представници, авторитети, невладини организации, верски издруженија, пред се големи авторитети во своја средина, да направат се за да се состојбата не ескалира, да се емоциите спуштат на најниско можно ниво, да не се дозволи поделба по етничка основа,
и групирање по етничка основа, што уште повеќе ќе закомплицира оваа состојба, да чекаме да се разреши состојбата, да ја видиме каузата на цела оваа криза, а по каузата на оваа криза има најверојатно и политички разрешици и политички решенија на крај, со што дефинитивно би дошли во еден по-сигурен и по-стабилен период. Лично чувствувам голема загриженост, еве 12 сата скоро сум во некоја последна мобилна состојба и мислам дека состојбата не е така едноставна. Мислам дека во последно се повеќе се комплицира и можеби ако не дојде до некоја брзо на кратко време разрешица, можеби со неколку дена ќе дојде во многу тешка состојба како град и поголема криза и страдање на населението. Затоа предлагам да заклучоците бидат донесени онака како што ги постави на координација со сите партии Советот, со напомена да овие забелешки што ги кажам писмо до Министерство за внатрешни работи и писмо до Хумано-политичко поле водостопанство околу обезбедување заедно со ОМОН. На некој начин имаме и иницијатива и доказ за целиот ангажман, а останата работа ќе биде во ток и ќе можеби имаме потреба многу допусни консултации ако ова работа не се реши како треба. Благодарам на вниманието, оставам отворен за оние одговори кои ги знам, ако ги знам да ги кажам. Сите работи не се ни дадени од прва рука, се на некој начин добиени преку комуникација од утра, од луѓе кои се на терен и онаа што го зборувам индиректно, меѓутоа со голема сигурност дека е веродостојно од оно што се случува на терен. Благодарам. Ви благодарам и вас, поштовани градоначалник. Повелете, поштовани колеги, отворим расправа, да имаме пријавени за дискусија. Повелете, дискусијата е отворена до сите присутни на седницата на Советот. Дали имаме пријави? Повелете, колегата за збор се јави колегата Ридван Хасани. Се извинувам, колега, немаме превод. Само момент. Nuk du shumë të elaboroj situatën për momentin që jemi qytetërior, konkretisht lagja e trimave. Pa shumë foli kryetari i komunës lidhur me situatën politik. Njëkohësisht edhe kryetari i këshillit. Ajo që duhet po të është si pikë e parë kërkojmë nga inspektorët kompetente, konkretisht Ministria e Brendshme, si dalin më shpesh informacione deri qytetarët më saktë, që është djenja dhe shka zhvillohet aty. Ajo, e dyta që është me rëndësi, po nga një institucion kërkohet, derisa ka po një plan konkret për të intervenu në atë zonë, duhet këtë një plan konkret për qytetarët civil që janë po në atë pjesë për të heqe. Kam fjalën për të qytetarët që kanë nevojë që dalin nga zona problemi ku ka dhe zhvillimet konfliktare. Du da potencoj se pas informacioneve tona që jemi në teren, jo zyrtare, normal, ka nevojë nga qytetarët, ka nga pleqë nevojë për tabela, ka për produkte ushqimore, për çfarë më e rëndësishme, aty ka trauma për fëmijët tanë. Ata duhet të apelojnë dhe të potencojnë deri te Ministria e Punëve të Brendshme që të morën në urgjencë masa pjesë për evakuimin e vëllavëve civile. E treta që është më rëndësi, në këto momente, potenciali kryetari i komunës është qytet Multednik, du të trujmë gjaktësi, mos na eskalojë situata për momentin se punët që janë vjetë se si shkojnë, mund dalë edhe sot nga kontrole. Kjo është apel për gjithë në bashkërisht edhe ato që na ndëgjojnë jashtë, thjesht jemi më të përmbajtur, më të kujdesshëm me veprimet dhe reagimet tona. Ju falenderoj.
Ви благодарам на вас, поштован колега. Дали имаме други пријавени за дискусија? Поведете колегата Фелис Дервисич се јави со збор. Nderuar kryetar i komunës, nderuar kryetar i këshillit, nderuar këshilltar, nderuar deputet, të nderuar jumë dhe të gjithë të tjerë prezent në këtë takim. Unë mendoj se të gjithë këtu të cilët jemi prezent, njësoj jemi të përngosur për situatën që sot ndodhi në qytetin e Kumanovës. Një situatë që e mushë, një situatë e cila pak se trajtuar këtë një zgjidhje, edhe atë një zgjidhje sa ma të shpejt, po unë kisha një apel ose të orientoj diskutimin tim në pjesën tjetër që ne të gjithë të cilët jemi kolegë të japim kontributin tonë që në qytetin e Kumanovës të ruhet e aftësia, të ruhet e gjitha e të cilën e pak ma pare për të cërë kryetari komunës se është një qytet lider, është një qytet për shembull për rrugjen dhe si them rrugjen e marrëdhënieve drejtëligjore, po edhe një apel deri te organet e rendit të japin kontributin e vet që objektet dhe infrastrukturën e cila është në interes popullatës dhe në interes më vital, të jenë pak më tepër në mbikëqyrje, kurse atë tjetrën të cilën e ta dharit bani për evakuimin e njerëzve të cilët janë marrë pjesë, duhet të jemi pak më kamgus, të kemi edhe deputet, duhet të shohin edhe autoritetin e tyre që në këtë lagj të tërhiqen njerëzit të cilët në të vërtet kanë nevojë, jo përveç asaj se kanë trauma, përveç asaj se kanë përjetuar një tmerr, po ka njerëz të cilët janë smut, ka njerëz të cilët janë palëdheshëm për të filluar ndoshta edhe ushqimet edhe bana aty azhon. Kështu një apel edhe deri te deputetët edhe te institucionet më të larta të trashojnë aktivitetin e tyre dhe bën evakuimin e kësaj popullate sa më shpejt. Ju falenderoj. Ви благодарам и на вас, поштован колега. Проверете дали имаме други пријавени за дискусија. Јас би го искористил моментот право за дискусија, поштовани колеги, поштовани присутни, представници на медиумите, представници од меѓународните организации присутни со мисии во Република Македонија. Најпрво би сакал да го искажам моето длабоко жалење за она што денеска се случи во Куманово. Воедно да го искажам и најдлабокото жалење до семејствата на веќе загинатите припадници на силите за безбедност кои што учествува во овие воени дејствија на територија на нашата општина, а исто така, бидејќи беше најавено во медиумите дека имаме и цивилни жртви, најдлабокото сочувство и до семејствата на загинатите во овие воени дејствија. Што денеска ни се случи во Куманово? Во Куманово се случи воен конфликт кој што барем јас овие 39 години како човек не помнам дека некогаш сме имале ваква состојба каде што одредени структури земаат оружје во рака и водат улични борби. Никој од нас немаше можност директно да ги посети местата на кои што се случуваа воените дејствија и се уште се во тек. Но факт е дека многу од нас живееме во непосредна близина, го слушаме, па дури и го гледаме тоа. Имаме опожарени куќи, имаме рафални истрели, тешко наоружување, гранатирање, предпоставувам со рачно оружје и така натаму. Зошто дојде до ова? Времето ќе покаже. Кои се целите? Исто така. Но си поставувам прашање како беше можно целиот овој изминат временски период
повеќе од 2 недели, да имаме присуство на силите, засилено присуство на силите за безбедност, тоа е представниците на Министерство за внатрешни работи на територија на нашата општина, а никој од надлежните општински органи на локална самоуправа да не бидат информирани. Исто така, вчера го славевме денешниот ден, денот на Европа. Имаме присуство во нашата општина, беа гости и неколку представници, дипломати од странските амбасади кои што имаат своји дипломатски конзуларни представништва во Република Македонија. Јавно се говореше на градскиот плоштад дека во Куманово има уфрлено парамилитантни структури. Се говореше јавно дека вечерта се очекува да дојде до воен конфликт. И тоа се случи. Се поставува прашањето зошто никој не се вклучи во превенирање на ваквиот проблем. Дали има потреба повторно кумановчани да поминуваат по едно многу слично сценарио кое што во минатото се случи во 2001 близу до нашата општина. Јас не сакам никога да осудам. Јас директно од ова место ги осудувам оние кои што се кренаа на оружје. Оние кои што го земаа оружјето да ги решаваат проблемите и веројатно да бараат одредени права. Но ќе апелирам. Денеска добив голем број на јавувања од страна на наши сограѓани, помеѓу кои имаше и албанци, и македонци, и срби, кои што во моментот на борбените действија додека говореа со мене на телефон, ги слушав истрелите во нивна непосредна близина. Не ги интересира кој од која вера е, кој од која нација е. Ги интересира единствено да бидат евакуирани од местата кај што се водат борбените действија, бидејќи се во подрумите заедно со своите семејства. Некои се благодарни на безбедносните служби, бидејќи им го спасиле животот, како што велат. Но факт е дека нашите граѓани кумановчани имаат сериозен проблем, а заедно и ние. Одговорноста е наша да изнајдеме согласно законот соодветни решенија, да им излеземе во пресред и да дадеме допринос да помогнеме на нашите граѓани и на нашиот град. Јас апелирам за разбирање кај граѓаните. Ние градиме мултиетничко општество во овој град од првиот ден на неговиот постан. Верувам дека во тој дух ќе продолжиме врз база на бонусот кој што го стекнаме во минатото, да надминеме и оваа криза и повторно да научиме нешто од неја. Воедно би апелирам, бидејќи е општо познато дека на територија на нашата општина имаме секогаш проблем со водоснабдување. Да не ни се случи повторно истата грешка и односот на Кумановско-Ливковско поле со јавното предпријатие Водовод повторно да го почувствуваат граѓаните на нашата општина. Се надевам дека ќе имаме максимално разбирање во овие моменти. Ќе ме молам, немојте од место, имате право секој да земете збор. Мислам дека е максимално некоректно да ми дофрлувате од место, почитувани колеги. Ние ги имаме истите право и еднакви да говориме овде. Ви благодарам и ви благодарам на парламентарниот капацитет, почитуван колега. Поведете, дали има пријавени? Реплика колегата Тони Трајковски. Аз не се извини, Доверете, колега, имате реплика по вас. Благодарам на забелешка до вас. Таму освен што има албанци, македонци, срби, има и роми. Тоа е една работа. Овде не собравте, не свикавте на оваа седница да говориме за состојбата во која се наоѓа тоа население и воопшто општината. Не за односите помеѓу јавно предпријатие Водово и Кумановско-Ливковско поле. Да се задржиме на она зашто сме тука. Тоа да го ставиме понатаму. Благодарам. И благодарам и на вас. Поведете. Поведете колегата Весник се јави за збор. Да говораме дело. Защото се
decida nemamo kapuci, pozor, da umanovas. Te yükselirken tamam konsantrine, zaten te problemi, içine ne anlamda ne çıkıyor. Muslim tutboy politik, не бе ташкана интересно. Не бе интересно. Se atje ka njerëz të cilët janë të mbyllur e përshtatite tyre që vetë 12 orë gati. Shumica prej tyre më kanë ndoshta sende elementare për ngrahje. Shumica prej tyre më kanë ndoshta edhe medikamentet elementare të cilat i përdorin. Dhe ne tash koncentrohemi se si dalemi nga kjo krizë dhe jo ta vdojmë dhe të vrapme dhe ta rrisim këtë krizë. Ne duhet disa sene të këtoqë. Jo tash nismu se shka kush rësia tonë. Populata në atë rajon në të cilën bëhen këto prisma është populate përzime, o përgjithsisht mbi 90%, ndoshta 99% është shqiptare. Unë e vi prej atij të rinë. Po çka mundon më shumë? Se jo ato një të nalin pas hyjnë të kushatim, por një të lejoj njerëzit e papajshëm, veç, gratë dhe fëmijë që të dalin për ati. Unë e pata të njëtin problem në vajzën time vogël. Ajo ende nuk është të ardhë në veti për traumave, për krisma. Ato krisma u dopshin se po prisje në varë. Dhe fëmija nuk e di se ku qyshte. Ajo me ndonë, tash kjo shpi, tash e pa radhën shtëpia jonë. Bojnë politikë këtu, po të thojme senet për të cilat në ne jemi mbledhur këtu si këshill i komunës së Kumanovës. Që dalim të ndihmë popullatës, edhe ata, në mënyrë sa më të shpejtë, në mënyrë urgjente, të organizohemi që t'i çojmë për çka kanë nevojë ajo popullat dhe mandej mundësisht ta evakuojnë prej atje, në zonën qytetar, lesh, gratë, fëmijë, ose një fjalë ata të cilat dëshirojnë që t'i çojnë shtëpitë e tyre. Me kaq kishëm, dhe nuk i kishë zhuar më të për këtë, dhe nuk do t'isha mundu që këtu bëjnë politikë, edhe të ngrejnë vajina politike, duke e thu në një situatë më të vështirë në qytetin tonë. Faleminderit. Ви благодарам, колега. Следната имаме за дискусия е колежката Свелана. Благодарам, почитувам председателя, почитувам колеги съветници, почитувам присутни. Нема да шпекулирам со она што го имам слушнато, прочитано. Ќе го кажам само моето чувство во врска со сето она што се случува на Куманово денеска. За мене не постои ниту една друга класификација, ниту поделба на сите граѓани на Куманово, освен на граѓани на Куманово, кумановчани и пред се луѓе. Многу од оние кои што не избрале, кои што гласале за нас и заради кои денеска седиме овдека на овие места, имаат потреба од помош. Јас ќе давам пример и ги повикам сите оние кои што се чувствуваат загрозени во своите домови, да се обратат и да знаат дека вратите на мојата скромна куќа се отворени за нив. Секој оние кој што во состојба да го следи мојот пример и се наоѓа во релативно сериозно послободна територија со своите домови, нека прими барем поеден кој што е зависен. Благодарам. Ви благодарам на вас, поштована колежка. Поведете, колегата Драна Терновски се јави за збор. Благодарам, председател. Почитувам председател, почитувани колеги советници, почитувани присутни. Сведоци сме дека денеска во градот не се случуваат настани што верувам дека никој од нас не ги посакува. Во овој момент, според нас, најважно е да гледаме со ладни глави. Да заборавиме на сите меѓусебни конфликти, недоразбирања, да ги вложиме сите сили за што поскоро надвинување на настанатата ситуација.
да оставиме надлежните државни институции и Министерството за внатрешни работи да си вршат својата работа, бидејќи тие се единствено повикани и тие се единствено компетентни тоа да го направат. А за тоа, кој, како, зошто и сите останати прашања да дискутираме подоцна, кога се тоа ќе помни, кога ќе се решат најголемите проблеми. Да не се обидуваме врз грб на несретните граѓани да собираме ефтини политички поени. Во таа смисла, во Куманово нема поени. Во Куманово има само интервенција на полицијата врз наоружена терористичка група. И повикувам граѓаните на Куманово да имаат доверба во органите на безбедноста, да не подменуваат на дезинформациите што се шират низ медиумите и социјалните мрежи и да ги следат само званичните сообщенија дадени од државните институции. Благодарам. Ви благодарам и нас, почитувам колега, поведете колегата Арсич Александр Север. Благодарам председателя, почитувам градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани пратеници од Утршното собрание на Република Македонија, почитувани медиуми и други гости кои денеска земате учество овдека во оваа водредна седница на Советот на општина Куманово. Денеска е еден тежок ден за граѓаните на општина Куманово. Денеска Куманово е вознемирено, денеска граѓаните на општина Куманово се вознемирени. Исто така и јас и сите ние како советници се чувствуваме вознемирени затоа и денеска сакаме да дадеме еден скромен допринос за оно што ни се случува во општина Куманово. Многу информации немаме, бидејќи официјално имаме само еден прес од Министерството за внатрешни работи. Понатамошните случувања ќе ги следиме, меѓутоа од онаа што го гледаме или го слушаме, иако повеќето премини и прилази до местото каде што се водат вооружените борби се забранети, не можеме да влеземе директно таму за да видиме таму со нашите граѓани. Бидејќи ние сме представници од граѓаните, еве и јас како кумановец на сите кумановци им стојам на располагање како и сите ние овдека да им помогнеме во се она што им е потребно, меѓутоа во овие првични услови сакаме да упатиме неколку пораки, а тие пораки се првата порака е бидејќи Куманово е мултиетничен град. Куманово цело време живее и работи заеднички. Куманово твори и е познато баш по заедништвото на сите граѓани во оваа општина. Затоа апелирам до сите граѓани да бидеме сите со ладни глави, емоциите да ни бидат на една ниско ниво, сите заеднички да гледаме да ги пребродиме овие тешки времиња, бидејќи сето ова ако ќе помине, сепак во општина Куманово ќе треба да продолжиме да живееме сите заеднички. Следната работа која сакам да ја упатам, меѓутоа одека немаме представник од Министерството за внатрешни работи, меѓутоа една препорака моја лично како советник е да овозможиме повлекување, односно помош на граѓаните, односно цивилното население кое се наоѓа во овој реон, со шанса да им дадеме на сите оние млади луѓе, сите оние стари луѓе, сите луѓе кои сака да се отргнат од оваа подрачје во ова тешко време, додека ситуацијата да помине, значи една препорака да му да ги презема сите законски мерки, да им се овозможи на луѓето кои се присутни во овие области да можат стабилно и безбедно да ги напуштат овие подрачја. Исто така, би сакал и како општина да им излеземе во пресред на овие граѓани и на тој начин да отвориме дури
еве и општинскиот телефон кој би бил познат со одредени информации да граѓаните на општина Куманово кои би сакале одредена помош од општината Куманово да им излеземе во пресвет, односно тоа би било во соработка со Црвениот крст, дотурна вода, дел храна, меѓутоа и обезбедување на сместување на сите оние луѓе кои сакаат и ќе побараат помош од општината и како општина која има своја одговорност и сака да помогне на своите граѓани, да излеземе во нивна пресвет и да им овозможиме луѓето кои ќе сакаат овие денови или додека да престанат овие действија, да им овозможиме слободно и безбедно да ги преминат наредните денови. Затоа, уште еднаш, ќе апелирам до сите нас, значи, одека веќе, сите сме со една заедничка цел, а тоа е разрешување на оваа ситуација, тоа е граѓаните на општина Куманово, сите заеднички исплотено да продолжат и понатаму, меѓутоа, во сето ова мораме и ние да пратиме апел до МВР да има еден заштитнички удел во сето ова и граѓаните на општина Куманово да ги доведе до една безбедна ситуација. Еве за сега благодарам. Ви благодарам и на вас, почитуван колега. Дали имаме други пријавени? Колегата Тележински. Благодарам, председателе. Почитуван председателе, почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитувани пратеници во собранието на општината на Република Македонија, почитувани медиуми, почитувани представници на јавните предпријатија на општина Куманово и сите останати присутни на оваа седница на Совет. За жал, мораше да биде свикана на оваква седница, што нити некој посакувал, нити посакува за вакви работи да се среќаваме тука. Ние сме тука да ги решаваме проблемите на граѓаните, но и ова, за жал, спаѓа во најголемите проблеми на граѓаните на нашата општина. На Куманово се случи нешто што нити некој посакувал, нити посакува, нити во иднина ќе посакува да му се случи. За жал, веќе слушаме дека има и жртви на сето ова што се случува. Меѓутоа, тоа е одраз на некои структури, на некои болни умови, кои што не размислуваат, кои што нема веројатно со што да размислат, па посегнуваат по животите на останатите луѓе, посегнуваат по нешто што нити имаат право на тоа, нити пак имаат некакви обврски за тоа. Се разбира, жал ми е што сето ова се случи. Јас ќе изразам сочувство на оние што повлегна на куршумите, на оние што загина во оваа ситуација, односно на нивните семејства, да изразим слабото сочувство и никогаш да не се повтори и никогаш на ниеден граѓанин на нашата општина, ниту пак на Република Македонија, да не му се случи ова, а се разбира без посекал да мир владее во целиот свет, никогаш да не дојде до вакви конфликти. И тоа за жал ги има. Никогаш во Советот не е била потребна, колку сега што ни е потребна една кохезија, едно единство и сите заеднички и поединечно да се заложиме за решавање на оваа ситуација која што се случува на нашата територија, се разбира во можностите кои што и ингеренциите кои што ги има Советот и сите ние како жители на оваа општина и сите ние како граѓани на Куманово. Да ги заборавиме партиските припадности, да заборавиме се друго, прво да знаеме дека сме луѓе и треба на тие луѓе кои што се наоѓаат сега во ситуација кај што се и животно загрозени, значи покрај сето друго и животно загрозени, на било кој начин да може да им се помогне. Јас овде би апелирал најнапред Црвениот крст
црвената полумесечја и сите останати релевантни структури да смогнат снаги и да излезат во пресвет, да ни помогнат и на нас советниците, да можеме на некој начин да упатиме некаква помош на ова население кое што навистина е во залотништво. Травмите кои што ги претрпат, поготово младите, децата што се на оваа територија, се неизбришливи. Тие за секогаш ова ќе го паметат, никош нема да го заборават. А тие деца се невини, не знаат и што е политика, не знаат и што устави се случило во оваа ситуација. Ние не знаеме што се случува, а камо пак тие да знаат што се случува. Уште еднаш би апелирал до сите советници и сите релевантни структури во општина Куманово, навистина сите заедно да допринесеме за што побрзо решавање на оваа ситуација, сето она што е во граници на нашите можности, а се разбира треба да ги оставиме безбедносните сили да си ја завршат својата работа се по законот, уставот и законите, односно законските одредби кои што им се додадени. Благодарам. Ви благодарам и нас, почитувам колега. Говорите колегата Сејано Исмилисија. Здравојте, конечно. Здравојте, Руме. Управено шум дела, да дојаќе така се идем по школт, да са почтивите ние, да са информациона да няма 5 години, почак само повидирани на Айозон. Кога не се име ще припреш школку ја сајсен се мобалита едно добар лејер на Пјестато полицист, че реагуваме пријатели. Но некои проблеми кои се едно зашна политизојаш се форса полицора, а тој не биха не имал да имат не популарно че да реагуваат. Докато му се пранува до штата си под комуникуването преди лято, да има доочерно сделен прештапиве, фото е бренда, да е што нарало. В моментът е фондит, ние организираме погледите малко скрена по това стима, умора без да надевам, че да дадат промяна до марафон, да дадат минута вече да дойдем приятели, почак се започнало и да ще да дадат пиес конфликти. Модут пиша апелува пред министрија полноветен браншна, че тијат на авто-популатост да е комуникативна да речем, че главно сојот е на да се дојде да евакуират. Да не си комун просештава организатори комуна сметекрасна криза, што мислят јапим контрибутен тон на катрем, че да мисле комит здравне категории тjera што ќе ровеќе të frigohen dhe të traumatizohen për shkak se me vërtet është një gjendje jo të përballueshme, por i dëgjon nga afërsia që ka marrë gjithë ato të shtëna armësh të pandajshme. Nuk do të doja të zjasja, kjo është apeli i fundit që të bëhet apel policisë që të lejojnë populatën ata të cilët do të reagohen për aty të reagohen. Ju faleminderit. Ви благодарам на вас, почитувам колега, поведете колегата Риба на сами реплика. Moram się ładem i replikiem da izdenuje. Се извинувам, председателя на Совет, може ли да ни изведете во пресред со превод за медиуми јавно? Јас се извинувам што бидејќи вонредна седница знаете дека имаме апарати за следење на седницата и новинарите да го следат преводот. Но лицата кои што ракуваат со опремата не можеме да ги извлечеме од кризните региони, како што гледате, не се присутни во салата. Немаме лица кои што може да ја овозможат таа техника да биде присутна за ваша употреба на оваа седница на Советот. Работиме во вонредни услови, се извинувам уште еднаш, поведете, земете некои од местата или уредите на самите маси и користете ги за ваша употреба. Поведете колега. Меѓутоа шум да мене извест парафолците ми, веќе момент. Како практично ќе дриме на тюре.
Ajo që dua të precizoj më saktë që duhet lidhemi me besnikun që ishme folsi, ta precizoj qytetarën. Kolegë Deru, aty mbas informacioneve jo zyrtare, por edhe nga terren që vjen zërundi, nëse ka luftime me një rrugicë, atëherë shtohet pyetja natë në rrugica tjera janë tjera. A dy qytetarë e lagë këto dhe mendon janë bllokuar. Aty janë 10.000 banorë pyetje. Ne kërkojmë si këshill, unë personalisht kërkoj si këshilltar. Deri të organet e rendit që të mirë aksion me një hershëm për popullatën civile që të qetë pek i situatës që të zhvillu aty. Po të jero me njerë. Pastaj të ndërhije komuna me pjesën ka mundësi për ti në dymu. Flet ushqimeve, nevojat që kanë qytetarët aty. Momenti i parë duhet të lejero me teror që është të zhvillu aty. Kam fjallë për qytetarët që nuk janë prekën në zonën e konfliktit. Tu po atë fjallë prejtë e pasari, prejtë e baraka si dojmë në lafë. Ju shalut, kjo është thjesht lutje të drejtë e Ministria e Punës Brendshme, që të ndërmërohet mirë sa më shpejt. Ju falenderoj. Ви благодарам на вас, почитуван колега. Дали имаме други пријавени за дискусија? Извинувам, не гледам дали имаме други пријавени за дискусија. Констатирам дека нема. Штувани колеги, врз база на вашите дадени дискусии, би дефинирал неколку заклучици. Под еден, Совет на општина Куманово го осудува денешниот немил настан поврзан со дестабилизација на безбедноста во одделени делови на општина Куманово и го искажува своето најдлабоко жалење за изгубените човечки животи во борбените действија и длабоко сочувствува со семејствата на загинатите и повредените лица. Под два, се повикуваат надлежните државни органи да постапат согласно своите со устав и закон утврдени надлежности, при тоа водејќи сметка за сигурноста и безбедноста на цивилното население кој живее во подрашјата засегнати со борбените действија на територија на нашата општина. Под три, се повикуваат вооружените групи кои ја дестабилизираат безбедноста во општина Куманово да го положат оружјето. Под 4. Апелираме до граѓаните да ја сочуваат присебноста, да не подлегнуваат на притисоците од било каков вид, да ги следат насоките од надлежните државни органи, да не потпаѓаат под влијанија за поделба по етничка основа и да покажат взаемна солидарност и разбивање. Под 5. Предлагаме до надлежните државни органи да превземат мерки за извлекување на цивилното население по нивно барање од засегнатите делови на градот со борбени действија. Под 6. Се задолжува градоначалникот и надлежните општински служби да ги превземат своите законски овластувања во делот на збринување, згрижување и сместување на сите граѓани на општина Куманово кои ќе бидат извлечени, евакуирани од собствените домови од засегнатите со борбени действија райони на градот, како и доставување на хуманитарна помош на граѓаните кои што се засегнати со овие борбени действија. Под 7. Апелираме до МВР најдно да постапи согласно законот и да ја обезбеди фабриката за производство на вода филтер станица Куманово. Тоа се дел од предложените заклучоци. Отварам расправа по истите, а воедно и дали има други предлог заклучоци. Поведете. Колегата Драган Петковски. Благодарам, председателя. Не знам кој беше поред заклучок, каде ще изразуваме случајство на загинатите во конфликт. Неколку што знам, досега уште нема званична потврда дека има загинати. Това е само спекулација. Значи, никој досега не излезе јавно да каже дека во конфликтот има загинати, било од која страна. Така да не може да изразиме сочувство ако не знаеме дека тоа е само наше. Ако некој има таква информација дека има загинати, да каже. Ја барем немам таква информација и не слушам да се.
Почитуван колега, во контекст на ова, целата македонска јавност знае дека во денешниот вооружен конфликт има жртви. Тоа што Министерството за внатрешни работи и другите надлежни државни институции не информираат навремено за проблемот со кој што е засегнат нашиот граѓан и нашиот град, е друго прашање. Познавајќи ги односите во делот на информирање во државата, мислам дека и уште долг временски период и нема да добиеме одговор. Но ова се сепак предлог за клучоци и секако мнозинството во Советот може да ги прифати, да ги измени или да ги усвои. Тоест не усвои. Поведете градоначалникот во разговор. Се службам се го разгледам дека нема завишна информација, меѓутоа сега добра информација дека за сигурна информација дека има повдигнато, значи меѓу неколку ден повдигнато жупаници на МВР, за кои званично нема објавено, сигурно објавено дека едно момче од крај Тетовски крај, кој се насакрана, значи да отлакување на човекот, е сигурно повдигнато. Така да, барем едно е сигурно што би се јавија сега, така да, имаме сознание дека има 5 повдигнати жупаници на МВР. Така се информации. А за ова се разјавија дека е сигурно повдигнато. Тој да се фамилијата собрана и тоа така да. Ова е сигурно. За едно, Ви благодарам, градоначалник. Поведете, отварам расправа по заклучоците. Дали имаме други пријавени по предложените заклучоци? Поведете. Молам на микрофон. Благодаря за заклучоци. Благодарим para se me и пропозиции са пропозиционно. Сигури се унекам ние варејќи да тоа фаш пак на пауер. Имаме временimne полицизмот специјален. Поседјат тархечес популација цивили. Фин кој се свършаат там са проблеми, че нешто сблуси ситуација на гранди тенсион да е там проблемат млади. Дешто што тоа се апела тренински континент во некојдес деталис популација цивили се да го е само шума. Тоа е што фалиле. Благодарам, колега. Вашата забелешка е опфатена со заклучокот под еден број 2 и мислам дека истата е содржана во истиот во една форма во каква што е општо прифатливо за мнозинството во Советот кое што беше искоординирано претходно. Дали имаме други пријавени? Поведете колегата Караджински сега. Само едно прашање, дали е нагласено како воени действија или вооружени действија? Вооружени би требало да стои, воени не. Да. Во заклучокот никаде не се споменуваат воени действија. Поведете дали имаме други. Констатирам дека поведете пратеникот Зоран Георгиевски се јави. Благодарам председателе, благодарам и до градоначалникот што упатите во полките нас. Овде се кажа многу работи, овде се собрани во интерес на граѓаните на Куманово кои се засегнати од оваа ситуација. Јас како лекар апелирам да малку е чудно себе што дека не е повикан директорот на болницата, бидејќи ќе дојде до ситуација да имам излекување на цивили од засегнатото подрачје, па би може би било добро да во цела оваа процедура се вклучи и директорот на градска општа болница, за да видиме доколку имаме и повредени цивили, и повредени лица во конфликтот, да видиме и на тоа понешто може ова тело да помогне сепак и тие сите се граѓани на овој град. Благодарам. Ви благодарам и на вас и на сугестијата која што е данена, која што според мене е многу реална и објективна, истата ја прифаќам, но сепак мора да разберете дека седмицава ја подготвиме за неколку час и едноставно работиме во мојот услови како што гледате, но сепак се прифаќа сугестија и доколку дојде до одржување на ваква седница, секако дека ќе биде поканет представник од таа институција, но загрижува фактот
дека и во самиот тек на седницата се уште немаме присуство од представника Министерство за внатрешни работи, кој што би можел најсоодветно да ни даде информација како најповикање во делот на она што значи безбедноста во општина Куманово во моментот, бидејќи тие согласно закон се најповиканите. Дали имаме други пријавени повелете? Констатирам дека нема, ја затвара материјалната расправа и предлог за звучоците кои што претходно беа предложени во моје и во ваше име по претходно направена општа координација на Советот, консензуално се разбира, и ставам на изјаснување, ќе ве молам кој е за со требање на рака. Вкупно се произнесува 24 за. Дали имаме против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со вкупно 24 гласа за се усвоени сите 7 заклучоци по однос на денешната моредна седница на Советот на општина Куманово. Поштувани колеги, поштувани присутни, со тоа констатирам дека дневниот ред за денешната седница е исцрпен. На сите вас уште еднаш ви се заблагодарувам за присуство на оваа многу чувствителна седница на Советот и посакувам што побрзо да го надвинеме овој проблем во општината. Благодарам.